Здраво, јас сум Никола Галевски. Минатиот пат ние говоревме за значењето на Светото писмо. Значи Светото писмо како сведоштво за оно што Бог го прави во светот, за сведоштво за човештвото и клучно нешто откривањето на Исус Христос. И онака како што било, како што е запишано во 4 евангелија, кој што денеска се во Новиот Завет. Денеска сакам да проговорам на една тема која што повторно за мене беше револуционерна. И оваа тема е револуционерна не само како тема, него ова е револуционерниот пристап кој што буквално пред 5 века со реформацијата ја промени Европа. И не мислам дека се секогаш тие исходи на таквата реформација најдобри, значи секој добро си има и свои слабости, ама ако едно нешто ме научи оваа моја евангелско-протестантска традиција, ако едно нешто учам, читајќи го Светото писмо од Исус Христос, од апостол Павле, од другите апостоли кои што ги напиша овие книги во Новиот Завет. Ако нешто ми беше најзначено да го слушам во тие мои млади години, тоа е следново: дека христијанството не е само традиција. Значи има момент на традиција, ама не е само традиција. Туку е лична одлука. Значи христијанството не е само традиција, туку е лична одлука, што значи дека е моја и твоја одлука. Како пастор на евангелско-протестантска црква, едно од најчестите прашања што ми ги поставувате е: а што правите вие околу крштевање, или конкретно во мојот случај, кога вие сте направиле крштевка на вашата ќерка? И многу често се изненадени кога ќе им кажам дека ќерката, дека мојата ќерка не е крстена, дека не сме направиле крштевка. И дека ова не сме го направиле заради некаква немарност, или дека тоа не е направено затоа што не сме се договориле со кумот на време, туку ова нешто е директен плод на ова што ви го зборувам, дека христијанската вера има сегмент на традиција, ама суштински таа е одлука, индивидуална одлука. И зошто реформацијата ја преобрази Европа е токму од оваа причина. Наместо некаков верски колективизам во кој што сите ние си веруваме, сите ние веруваме во Христос, сите ние си ги пазиме, не знам, обичаите или што и да е, Лутер, Калвин, Мено Симонс, значи да не ги именувам, инсистира на едно нешто: дека секој од нас, и така завршив минатиот пат, секој од нас, како што вели посланието до Римјаните 14 глава 12 стих, и така секој од нас ќе одговара пред Бога за себе. Јас ќе одговарам пред Бог за мене, ти ќе одговараш пред Бог за тебе, ќе одговараме за сите наши дела, зборови, значи за нашиот севкупен живот, и тука нема да има колективна одговорност. Тука нема да можеме да се скриеме: сите така веруваа, сите така правеа, сите има такви вредности во тоа време. Ако јас и ти читаме Библија, како што спомнав минатиот пат, и пак ја спомнам, ако можеби немаш Библија, отвори на bible.com или да го парафразирам на македонско-англиски bible.com, симни си цела Библија и прочитај едно евангелие. Ама тука не застанува приказната. Значи ние не сме клуб на читатели, сме прочитали нешто интересно за Христос и после тоа ќе си го дискутираме. Туку секогаш прашањето е не само како јас се читам Библијата, туку како Библијата ме чита мене и како кои се оние нешта кои што читајќи Библијата сум ги препознал во мојот живот и имаат потреба од менување. Значи тоа е суштината. Значи кога читам Библија, следното нешто што треба да го направиме е да застанам пред Бог и да кажам и пред себе си да кажам: окей, која е следната одлука што треба да донесам и да ја спроведам во мојот живот врз основа на ова што го читам. Затоа што инаку, ако ние само си читаме Библија и ако ние само се одиме во црква, и тоа апсолутно нема никаква врска со начинот на кој што ние носиме одлуки во нашиот живот. Прво, одлуката да го следиме Христос, а понатаму одлуките кои што се однесуваат на нашите финанси, на нашите деца, воспитување на нас самите, нашите вредности, на нашиот светоглед. Тогаш, знаете што? Тогаш христијанството станува ништо, станува воздух. Станува нешто кое што нема веќе никаква врска со христијанството за кое што читаме во Новиот Завет.
нема никаква врска со Христос за кој што читаме, со апостолот Павле, со апостолот Петар и со сите други. И тука беше големината на Лутер. Кога застана во тешко време, кога ја читаше Библијата и кога свати дека црквата е отклонета и кога го притискаа по цена на живот дека треба да се откаже од ова што упорно и некако тврдоглаво го инсистира, тој само кажа, знаете што, тука стојам и поинаку не можам. Значи, ова што сум го заклучил врз основа на Светото писмо е мојата водилка. И ова дури што ви го зборувам, сметам, не сум го наишол во книгите за лични духовни дисциплини никаде, ама сметам дека во денешно време, преплавено со информации, преплавено со муабети, преплавено со рекла казала. Значи, треба да се зборува се повеќе и повеќе за една духовна дисциплина. Духовна дисциплина на носење лични одлуки. Духовна дисциплина на носење лични одлуки и нивно спроведување. Значи не само одлучувам, а од другиот понеделник или што е туку носење на одлука. Јас бев запрепастен, морам ова да ви го кажам. Јас бев запрепастен кога мене прв пат во една евангелско-протестантска црква ми упатија прашање дали јас сум одлучил да го следам Христос. Јас кажав како не сум одлучил, значи крштен сум како бебе и сите се мои христијани, они викаат знаеш што, тоа е све добро и твоите се христијани или можеби има таква активна вера. Прашањето е дали ти си следбеник Христов. Ја ги гледам чудно и викам што име на луѓево. Ние сме Македонија, христијанска земја, Лидија Македонката, значи имав такви ставови. Горе-доле такви ставови. Луѓето ми викаат знаеш што, се е тоа фино и добро како културна традиција, како христијанска традиција дури. Ама Христос, како што е во Евангелијата, упатува повик. Може јавно да го упати, ама секој мора индивидуално да го одговори. Ова беше револуцијата за мене. Кога сватив дека треба да донесам одлука. И од таа причина, јас имав со месеци самиот со себе се борев дали сакам да продолжам да се видам некаков си, како да кажам, културолошки христијанин или да почнам да се информирам за тоа кој е Христос и тоа што го читам за Христос и за раната црква во Новиот Завет, да почнам со Божја помош да го применувам во мојот живот. Тоа беше револуцијата. И таа револуција денес е потребна. Потребна е во мојот живот, потребна е во Скопје, во Македонија, на Балканот и во светот, затоа што светот станува се повеќе и повеќе свет на празни муабети. Се помалку одлуки кои што се вредни за носење и кога таквите дури се носат се помалку и помалку спроведување. И затоа ова нешто кој што го прочитав, повторно ќе кажам во Римјаните 14 глава 12 стих, клучот е дека еден ден јас и ти ќе одговараме пред Бог за нашиот живот. Ќе одговараме за сите наши одлуки и ќе имаме многу малку изговори за тоа каде сме и што сме правиле во нашиот живот. И затоа ако е нешто значено, ако е нешто важно од ова што денеска го зборувам, ако е нешто значено кај Исус Христос, во неговата прва проповед, во Евангелието според Марко, првата глава, тој вели покајте се зашто се приближи Божјото царство. Покајте се, значи сватете дека иако сте вие Божји народ, значи иако до ден денес вие за себе верувате, им се обраќаше на евреите, дека сме Божји народ, дојдено е време ние тоа да го прифатиме во рамките на ова клучно Божјо откривање во мене самиот. Покајте се. И тоа е апостолот Павле кој што зборува за тоа дека секој ден нас ќе има одговорност пред Бога за неговиот или за незиниот живот. Духовна дисциплина на носење и спроведување одлуки. Духовна дисциплина на носење и на спроведување одлуки. Многу често во нашиот живот тоа е клучот за раст. За духовен раст, а под духовен раст подразбирам раст во секој подрачје на нашиот живот. Зашто нема подрачје во мојот и во твојот живот кое што Бог не сака да биде плодоносно. Тоа е клучот за дури нашата исхрана и диети и она што често пати знаеме да го потенцираме, ќе почнам со ваква исхрана од понеделник и со вежбање од понеделник. Многу муабети немаат исход. И понатаму, тоа е клучот можеби за
за нашата едукација, еве, сум се едуцирал низ мојот живот. Клучот не беше, не дипломиравме и не продолживме понатаму со некои постдипломски студии, тие кои што бевме најпаметни, туку тие кои што одлучивме дека врз основа на нашите афинитети ние сакаме да учиме и сакаме да ги завршиме работите. И ќе положиш еден испит, и 10, и 20, и 30, и 50 испити и ти дава диплома. Значи тоа е еден одлука да се учи, да се абсорбира знаење за да може дури за мене искрено и за таа диплома после станува ирелевантна зашто самиот процес те носи тебе до дипломата. И во секој подрачје од нашиот живот, одлука. Денеска може би момент за сите нас да застанеме и да кажеме добро, каде носам одлука пред долго време, каде носам одлука и таа одлука ја одлуговлекувам и сум каде што сум и се фрустрирам заради тоа каде што сум, ама никако да исчекорам. Зошто? Затоа што дури можеби кога знам која е исправната одлука, никогаш не ја спроведувам до крај. И мојот повик до вас е клучно да донесете одлука, да го следите Христос. А за да го следите Христос, ќе ви треба барем две нешта. Ќе ви треба Библија, Свето писмо, да почнете со Новиот Завет и да видите за што станува збор, затоа што јас би сакал пред нешто да следам, пред нешто да се поистоветам со нешто, би сакал да знам за што станува збор. Денеска Библијата ви е достапна, како што кажав, немате апсолутно никаков проблем, можете да симнете, еве тука ќе се прикаже сега, моите колеги ќе ви го дадат линкот, симнете Библијата, Новиот Завет, едно евангелие, одлука да се истражи. Не мора ни да биде следбеници, одлука да се истражи животот на Христос и да видите дали е тоа нешто за вас. А за нас кои што велиме дека сме христијани, дека веруваме во Христос, дека веруваме во Бог, да застанеме и да си поставиме прашање што правиме со тоа што го читаме и докаде сме со оние нешта за кои што знаеме дека на Бог не му се мили, значи кои што знаеме дека се деструктивни, кои што знаеме дека не оддалечуваат од Бога и од ближниот и се можеби дури штетни за нас самите и никако да ги донесеме. Еве една пракса, да застанеме тука, да си ги поставиме овие прашања кои што не се баш најлагодни, да идентификуваме подрачје во нашиот живот и да исчекориме напред. А клучното нешто, повторно ќе кажам, ќе биде да застанеме, да си поставиме прашање дали реално ние го познаваме Христос, значи дали знаеме кој е Христос, дали знаеме кој бил неговиот живот, зашто тој живеел, што тој зборувал, кои биле неговите вредности и светоглед, и да се погледнеме нас самите, да се погледам јас сами од себе си денес и да видам докаде сум во однос на моето следбеништво. Овие повици, ова нешто, индивидуална одговорност, се клучни. Не можам да се сокријам позади масата, не можам да се сокријам позади колективот, не можам да се сокријам позади дури традицијата и моите предци кои што својата вера си ја живееле и си ја проживеале квалитетно. Она што ми останува е да застанам сам пред Бога и пред себе си и да си го поставам прашањето дали знам кој е Исус Христос и дали го следам онака како што тој мене ме повикува. Тоа е неговиот повик за мене, тој е повикот за нас. Со таков повик ве оставам сите вас, те оставам тебе денес.